Денеска Фондот за здравствено осигурување сака да извести дека на 2 ноември годинава го додели 1200-тиот ваучер за инвитро постапка за прво дете за оваа година. Со задоволство можеме да информираме дека динамиката на остварување на програмата за инвитро, која представува врвен приоритет на Фондот за здравствено осигурување, ги надмина нашите очекувања, како според бројот на брачни двојки опфатени со оваа постапка, така и според брзината и ефикасноста на нејзината реализација. До 1.11.2016 година, бројката на одобрени барања за инвитро е 1200 за прво дете, што представува надминување на вкупната бројка на одобрени барања за инвитро постапка за прво дете за 2015 година. Нашите проекции се дека до крајот на 2016 година ќе има зголемување од приближно 20% на доделени ваучери за инвитро во однос на 2015 година. Трендот на зголемување на бројот на ваучери се должи на повеќе новини кои што Фондот за здравствено осигурување и владата на Република Македонија во континуитет ги овозможува за нашите осигуреници, како што да потсетиме беше новината од 1.1.2014 година за овозможување на инвитро постапка на товар на Фондот за здравствено осигурување за второ дете. Следната новина беше овозможување право на инвитро за трето и четврто дете од 28.12.2015 година. Потоа олеснување беа и законските измени од крајот на 2015 година, со кои осигуреничките се ослободија од плаќање на партиципација која дотогаш изнесуваше 6.000 денари за користење здравствени услуги во постапките за инвитро за добивање прво, второ, трето и четврто дете и од тогаш таа натовар на фондот, тоест трошокот за остварување на инвитро постапка е комплетно бесплатен. Зголемувањето на бројот на одобрени ваучери е евидентен и за второ дете, каде што на 1.11.2016 година го одобривме 146-тиот ваучер за второ дете, колку што изнесуваше вкупниот број на одобрени ваучери за второ дете за 2015 година. Така што сметаме дека и до крајот на оваа година ќе имаме зголемување за околу 20% на доделени ваучери за инвитро постапка за второ дете во однос на 2015 година. Исто така и за трето дете бележиме зголемен интерес од воведување на оваа новина. Досега Фондот за здравство одобрил 5 ваучери за инвитро постапка за трето дете, а 3 се уште се во процедура. Со сите наши расположливи капацитети ја реализираме нашата цел да им излеземе во пресред на сите барања на осигурениците кои сакаат да имаат деца, имаат потешкоти да го остварат тоа. Досега фондот, откако е воведен овој проект од 2008 година, доделил 9640 ваучери за инвитро, така што сме многу близко до бројката јубилејна од 10.000 ваучери на товар на државата за инвитро постапка. Секако тоа ќе го обелодениме кога ќе го оствариме. Визијата на Фондот за здравствено осигурување сега го се задоволни осигуреници и се што правиме е во таа насока да го подобриме, да ја подобриме нивната позиција во здравствениот систем. Постапката за инвитро како право за прв пат е овозможена од фондот, како што напоменав, во 2008 година, по пат на рефундација на средства. Веќе од 2010 година осигурениците го остваруваат ова право преку добивање на ваучери за оваа постапка, и оваа постапка може да извршат во оние здравствени установи со кои што Фондот за здравствено осигурување има склучено договор. Средствата кои сме исплатиле за оваа намена од 2010 година до 2015 се околу 387 милиони и 465 илјади денари. Бројките за овој проект на владата се во нагорна линија, што особено не радува и секоја година бележи тренд на зголемување. Така што од 2013 година, кога се одобрени 1075 барања за инвитро, сега можеме да констатираме дека во 2016 година таа бројка ќе биде зголемена за најмалку 400 ваучери. Би сакале да укажеме на уште еден важен параметар за инвитро постапката, е тоа успешноста и на инвитро фертилизацијата или биомедицинското потпомогнато оплодување. Имено во Република Македонија процентот на докажана бременост, што е значена информација, по инвитро постапка во 2011 година изнесуваше 38,7%.
проценти. Од 2012 година тој процент изнесуваше 41,3%, а во 2013 година 50,5%, во 2014 година 54,5%, а во 2015 година 50,5%. Од овој тренд произлегува дека нашите здравствени установи со кои имаме случајно договор за инвитро се високо специјализирани и со висок процент на успех. Воедно за високиот процент за инвитро постапката влијае и тоа што осигуреничките побрзо се одлучуваат за оваа интервенција, затоа што надоместокот кој го покрива фондот за инвитро е стимулативен за разлика од други здравствени системи каде оваа интервенција не е на товар на државата. Секако фондот за здравствено осигурување како одговорна институција работи и со медиумите, со вас, за што подобра информираност на нашите осигуренички и што побрзо препознавање на проблемот од ваков тип и зашто побрзо одлучување од нивна страна да се одважат и да побараат од фондот за здравство ваучер преку нивните гинеколози за инвитро постапка. Сакам тука да напоменам дека резултатите кои што ги добиваме и кои што се во докажаната медицина се на ниво на светската медицинска пракса и тоа за жени до 37 години, оние жени до 37 години кои што ќе се одлучат доколку го препознаат проблемот, да се одлучат да останат да забременат со инвитро постапка, процентот на докажана бременост е значително поголем за разлика од жените после 45 години. Затоа ви благодариме што заедно со вас ја популаризираме оваа постапка за македонските државјанки. Гледајќи светските искуства, како и искуството од Македонија, би сакале да укажуваме на паровите дека постапката не треба да ја одложуваат. Би било добро да ја започна што порано, бидејќи со возраста шансата за успешно инвитро прогресивно опаѓа. Сакаме да потикнеме паровите кои се заинтересирани да аплицираат за инвитро за второ дете, што е подобро да го направат тоа, земајќи го предвид дека возраста има голема улога, а фондот и службите се секогаш достапни за било какви дилеми. Постојат парови кои не доставиле комплетирана медицинска документација за утврдување на стерилитетот и фондот за истото ги информирал да ги достават потребните документи за да може да се најбрз можен рок да се одлучува по истите. Особено не радува фактот што бројот на предметите со некомплетни медицинска документација бележи драстичен пат во 2015 година, што е пред се должи на зголемената информираност на осигурениците, поголемата едукација на матичните гинеколози, како и електронското поднесување за барање за инвитро. Голем удел на намалување на дополнителните медицински испитувања има и воведувањето на електронското барање од страна на матичниот гинеколог, кои се 50% од ново поднесените барања за воведување на можност во април 2015. За електронското поднесување се има јасен увид на потребните документи кои треба да поднесат и затоа овој број на некомплетни медицински документи опаѓа. Здравствените установи кои вршат БПО услуги и кои имаат склучен договор со фондот во 2016 се Плодност од Битоло, ДР Органџиски од Штип, Ремедика од Скопје, Ултрамедика од Скопје, Моја болница од Скопје, Аџивадим Систина од Скопје, Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, Гинекс Медика од Скопје, како и Нјуборн клиника од Скопје.